Денеска православната црква го празнува светиот Климент архиепископ Охридски. Светиот Климент архиепископ Охридски. За свети Климент Охридски, патронот на нашата црква, првиот словенски епископ со дух напоен од Бога, нашиот старец, молитвеник, духовник, беседник, просветител, учител. Речи си и да немаме конкретни биографски податоци. Не се знае кога е роден, каде се школувал, кои се неговите родители и слично. Изворите молчат, но житијата никогаш немале за цел да ги изнесуваат личните моменти од животот на светителите, туку нивните богоугодни дела, нивните подвизи и нивните жртви. Со иста таква цел и во спомен на овој голем наш светител и Божи угодник се напишани и овие редови. Се предпоставува дека се родил во периодот од 830 до 840 година. Во пространото Климентово житие пишува: тој го познавал неговиот, мислејќи на Методиевиот живот како никој друг, бидејќи пошол по него од најмлади години и со своји очи ги видел сите дела на својот учител. Поради оваа блискост со Свети Методий, најверодостојна и најподдржана е тезата дека тој потекнувал од Македонија или од Струмичко-брегалничката област каде со Словенското кнежество управувал Светиот Методий пред да замине во Мала Азија или од Охрид или пак со помала веројатност од Солун. По заминувањето на Светиот Методий од светот, со цел целиот свој живот на Христа Бога да му го посвети, во манастирот на Олимп со него заминале и Светиот Климент и Светиот Наум. Се смета дека двајцата таму биле замонашени. Дури и се мисли дека пред Моравската мисија Светиот Климент учествувал и во Хазарската мисија. Во Моравија тој им помагал на своите духовни оци и учители, светите Методий и Кирил во мисијата. Уште пред тоа, тој учествувал во подготовките за мисијата, односно во преводите на библиските и литургиските текстови, каде што се здобил со огромно знаење кое ќе биде темел на неговото подоцнежно, големо животно дело. Подоцна заедно со рамноапостолните браќа светите Методий и Кирил од Моравија пристигнал во Рим, каде што бил сведок на Божиот благослов и потврда на делото на неговите учители и бил ракоположен во свештенички чин. Таму тие со себе ги понеле и моштите на римскиот папа и маченик Свети Климент, кој ги пронашол Светиот Кирил, и се предпоставува дека при ракополагањето на Свети Климент во свештенички чин можно е да го добил името во спомен на Светиот папа Климент.
По упокојувањето на Свети Кирил во 869 година, Светиот Климент и другите негови собраќа, заедно со Светиот Методи, повторно се вратиле во Моравија. Тука продолжиле да извршуваат мисијата под раководство на сега веќе архиепископот Методи се до неговата смрт. На теренот на оваа словенска земја се изодени првите чекори на словенската богослужба и на словенската писменост, откако пред тоа Свети Кирил ја создал словенската азбука глаголица. Иако и претходно не биле мирни во своето дело, поради непријателите на словенскиот јазик, по смртта на Светиот Методи во 885 година за неговите ученици започнале деновите на прогон и на мачеништво. Во Моравија се случиле трагични мигови за словенската богослужба и писменост. Таму тие претрпеле големи искушенија, останале без храна и без облека, трпеле измачување, прогони, навреди, фрлани биле во затвори со неколку збора. Преживеале сцени од житијата на мачениците, но и ни оставиле доказ како да се истрае во искушенијата. Словеси наставиле си јазики веру Божiju, дели возвисиле си себе преблажене, божественую и беспечалную жизнь. Чудеси просияви приступающим тебе верно, знамен ми преславно заяја вечерню. Сего ради божественную твою памјат, Клименте славим. Бог е милостив и тој им дава сили на своите избраници да издржат. По тие тешки мигови и по смртта на Свети Гораст, едни од учениците отишле во Бохемија, каде што го ширеле делото на словенски јазик до крајот на 11 век, а другите, Климент, Наум и Ангелари, преку Белград дошле во Плиска кај царот Борис, кој покажувал интерес за вакви луѓе поради потребата од ширење на христијанството на словенски јазик, а извесен број по заобиколен пат преку Венеција и Цариград дошле во Бугарија. Набргу потоа, во 886-та, Светиот Ангелари подлегнал на раните здобиени во прогонот. Свети Наум останал како управник на Преславската школа, а Светиот Климент заминал за Кутмичевица. Во науката се уште со сигурност не се знае каде се наоѓа оваа област. Предпоставките се насочени кон тромеѓото помеѓу Македонија, Албанија и Грција. Девол, Охрид и Главеница биле три населби во областа Кутмичевица. Тука тој го започнал најплодниот дел од својот живот, на кој ќе му посветиме најмногу внимание. Со ова не сакаме да кажеме дека претходниот дел од неговиот живот не го сметаме за важен, далеку од тоа, бидејќи тој е темел на сето она што подоцна ќе следува, неговото богоугодно дело. Можно е Светиот Климент да присуствувал кога Светиот Кирил, вдахновен од Светиот Дух, користејќи ги трите христијански символи, крстот, триаголникот и кругот, ја создал старословенската азбука глаголица. Покрај светите браќа Методи и Кирил, тој ја развил својата љубов кон Бога и пишаниот збор. За Свети Климент браќата биле жив пример и образец за неговото лично издигање и усовршување. Знаеме дека тој им помагал на своите учители во преводот на богослужбените и литургиските книги на старословенскиот, подоцна на црковнословенски јазик, кој е кодифициран како литературен јазик врз основа на македонскиот словенски говор од Солунско. Благодарение на претходниот период од својот живот, под будното око и духовното раководство на светите учители, рамноапостолните првоучители на словенскиот народ, светите Методи и Кирил, и пред се со Божја помош и промисла, тој станува богоподобен. Откако настрада, како ангел се јави на земјата, озарувајки ги, преподобен секогаш, срцата на верните со богопознание. Заради тоа со љубов те почитуваме, Клименте.
вели непознатиот негов ученик во службата која ја составил во негов спомен. По доаѓањето во Охрид, тој веднаш се зафатил со устројување на областа која му била доделена, со посебна грижа кон својата патства. Тука, како еден од најстакнатите ученици на светите Методи и Кирил, достојно го продолжил нивното дело. Може да се каже дека тој повторно ги поставил основите на старомакедонската словенска писменост, одејќи по стапките на своите духовни отци. Свети Климент проповедал и богослужил на разбирлив народен јазик. За таа потреба подигнал цркви и манастири и ја основал Охридската книжевна школа. Тој бил организатор и главен представник на Охридската школа. Така Охрид станал црковно и книжевно жариште на македонската, но и на сесловенската писменост. Главна дејност на Климента била просветлување на народот и негово припојување кон Христа. На светот Христос тебе те даде, богоблажени за пастир на луѓето. Откако ти го довери стадото одбрано, а ти, светителе, сјаеш како сонце и ги озаруваш тие молитвеници, пишува во службата. Голем е неговиот влог во литературата и во пишаниот збор, но не смееме да заборавиме дека светиот Климент пред се бил представник на црквата Христова. Неговите дела биле создадени во слава на нашиот Спасител Исус Христос и со несомнено негова помош. Тој 7 години самостојно ја вршел црковно просветната дејност, учителствувал и вредно работел на своето дело. Но за да го оствари сето она што го замислил, нему му била потребна помош. По неговото востоличување за епископ Велички во 893-та, покрај него доаѓа неговиот возлюбен собрат Светиот Наум, неговиот достоен помошник, придружник и соподвижник. И тој го презема раководењето со Охридскиот книжевен центар. Тие секогаш со заеднички сили дејствувале. Уште од мали биле тесно поврзани, ги придружувале солунските браќа уште пред словенската мисија и од нив добивале најодговорни задачи. Тие во се работеле со удвоени сили како апостолите и како нивните учители. Така делото на своите духовници го продолжиле нивните ученици Свети Климент и Свети Наум. Si nastavile si jaziki k veru Božiju, delivo zvisile si sebe preblažene, k božestvenuju i bezpečalnuju žizen. Čudesi prosijavi pristupajuš tim tebe verno, znamen mi preslavno ozarja. На тој начин доближувајќи им се на црковните отци. Преку љубовта кон Бога и своите ближни тие станале достојни продолжувачи на апостолското предание и на апостолското дело. Свети Климент, еден од најблиските ученици на светите Методи и Кирил, прв епископ на словенскиот јазик, заедно со својот соподвижник ги поставил темелите на ова големо дело. Во грчкото житие на Свети Наум се вели: а божествениот Климент, кога го зеде дивниот Наум, сличен нему по дело и слово, преминуваше од место на место, просветувајќи со проповед разни градови и разни краеви. Бидејќи топонимите Кутмичевица, Дремвица и Велика се непознати, се предпоставува дека Климентовата епархија била со центар во Охрид и неговата околина, но некои проочувачи на делото на Свети Климент велат дека таа се простирала до централна Македонија, а можно и да ги опфаќала Струмичкиот и Брегалничкиот крај. Преку дејноста на Охридската книжевна школа, со длабока љубов и почит кон делото на нивните учители, тие го просветлувале народот паднат во гревовен мрак. Сведочеле за Бога и на луѓето им го покажувале патот кон него, патот на спасението и патот на вистината. Ја продолжиле традицијата на своите учители со доследно придружување до наследството на светите браќа.
Со тоа ни го покажуваат значењето на послушанието и љубовта кон духовните оци. Тие ги спроведувале изворните идеи на своите учители. Охридската книжевна школа уште се нарекува првиот словенски универзитет. Тука, како најдоследни бранители на делото на светите Методий и Кирил, тие жилаво го чувале и го бранеле во неговата целокупност, пред се во поглед на писмото. Основна карактеристика на Охридската книжевна школа била глаголицата. Доказ за тоа се најстарите зачувани словенски ракописи од крајот на 10-тиот и почетокот на 11-тиот век, пишувани на глаголско писмо. Маринско изографско евангелие, Синајски псалтир и Синајски евхологии, Македонски листови, Асеманово евангелие и други, кои потекнуваат од оваа школа. Ракополагањето на Свети Климент за прв словенски епископ представувало дефинитивно оформување на црковната организација со словенска хиерархија и богослужби на народен јазик. Со ова целата мисија добила конечна форма и трајност. Постои предпоставка дека е можно тој многу порано, уште од раката на светиот Методий, да бил ракоположен за епископ, назначен токму за оваа област, бидејќи архиепископијата на светиот Методий ја опфаќала и Централна Македонија. Манастирите на Свети Климент и Свети Наум биле црковни и просветни центри. Наставата се вршела во нив, таму се давала основна писменост. Светиот Климент ги учел своите ученици да пишуваат, да препишуваат и самостојно да создаваат дела, им ги објаснуваше подлабоките места од писанијата. Тој ги учел учениците на црковниот ред и на псалмопение, што кажува за неговата музичка поткованост. Во Охридската книжевна школа се подготвувале 3500 ученици, кои подоцна во групи од по 300 биле распоредени низ целата епархија. Едни од учениците биле ориентирани кон црковна дејност, други кон книжевна. Се препишувале и преведувале богослужбени книги, но и се создавале оригинални дела кои представуваат класични творби на старата црковнословенска литература, составени според нормите на византиската поетика. Исто така под раководство на Светиот Климент и Светиот Наум, во Охридската книжевна школа се дооформиле и комплетирале богослужбените книги, односно она што не можело да се доврши во Моравија. Како доказ за тоа служи фактот што најмногу стари ракописи со црковни служби потекнуваат од Македонија и носат белези карактеристични за Охридската книжевна школа. Благодарение на Охридската книжевна школа, глаголицата се задржала во употреба уште повеќе од 2 века. Во име и слава на Бога и по примерот на апостолите и сите свети оци, Светиот Климент го учел клирот на работи што се однесувале до црковниот ред, за псалмопението и за молитвите. Народот и учениците ги хранел со поуки и им станал татко на сиромасите и заштитник на вдовиците. Тој, превземајќи ја патствата, богослужбата и просветата во своји раце, успеал да изгради силен свештенички и учителски кадар. Ракополагал чтеци, ѓакони, свештеници и епископи и подготвувал многуброен млад црковен кадар. Со тоа тој ја организирал нашата црква на цврсти основи. Ова оди во прилог на тоа дека тие пред се ја ширеле христијанската вера и проповедале за вистината, ја вовеле словенската служба, а заедно со тоа и писменоста. Богатството на ранохристијански споменици ни кажува дека таму христијанството живеело, но Светиот Климент со својата организација и дело му дал нова и цврста форма, која трае и до ден денешен. Светиот Климент и Светиот Наум во духот на христијанството го продолжиле делото на сите кои делувале и се подвизувале на ова тло, од Светиот апостол Павле, преку Светиот Еразмо Охридски и сите останати знајни и незнајни исповедници на Христовата вера. Тие го организирале монашкиот живот, столбот на православната црква, граделе цркви и манастири со впечатливи и високо уметнички живописи.
Според тоа може да заклучиме дека таму се изучувала иконографија, фрескопис и мозаик, бидејќи веќе знаеме дека црквата на Светиот Климент е урнек на нови црковни градби. Ова кажува дека во Охрид Светиот Климент успешно го организирал црковниот живот и развил плодна дејност. Како епископ, вистински пастир кој ја полага својата душа за својата паства, Светиот Климент им станал на сите се. За таа потреба тој и ги пишувал своите дела. На јазикот кој што туку ја доживеал својата писмена пројава, Климент создал прекрасни дела. Ги создал првите дела на литературниот словенски јазик, откако неговите учители го поставиле темелот со глаголицата. Преку неговите дела ги гледаме стилските и емоционалните можности на старословенскиот јазик, кој што туку почнал да се оформува како литературен. Затоа се вели дека Охридската книжевна школа станала расадник на црковна писменост. Светиот Климент, освен што работел на преводите на потребните богослужбени книги и друга богословска литература, бил и автор на оригинални дела, слова, поуки, пофални слова, пофалби, канони и на житија. Житието вели: никогаш не го видовме да бездејствува. Или се оддаваше на молитва, или се занимаваше со читање, или пак пишуваше книги. Составил прости и јасни слова за сите празници. Ја снабдил црквата со псалмоподобни песнопенија. Светиот Климент се смета за еден од првите, најистакнати, најнадарени и најплодни писатели на старата словенска литература. Тој создал творби со практична религиозно-просветна намена и со дидактичка и екзетска содржина, кои можат да се споредат со најдобрите образци во византиската литература и во византиското беседништво. Тој бил втемелувач на најстарата оригинална словенска книжевност. Преку квалитетот на неговите творби и неговата споредба со најголемите учители на црквата, добиваме слика за неговото образование. Се смета дека се образувал во високи византиски школи, но пред се под закрилата на своите учители, од кои го добил најпотребното и највредното знаење. Од нив добил мудрост која се стекнува само со опит и живот посветен на Бога. За неговото образование нема пишан доказ, но според она што го напишал нема да сгрешиме ако кажеме дека стекнал солидно образование и добро ја познавал византиската литература, па затоа можно е да учел во византиска школа. Во Охридската книжевна школа посебно место се посветувало на химнографијата, зашто сведочат сочувани преписи на основните литургиски книги – Триоди, Минеи и Октоиси. Тој е автор на повеќе канони. За да создаде такви големи химнографски дела, тој морал да биде и музички поткован, да ја познава многу добро црковната музика, црковната нотација, композиција и мелодија. Канонот е полистрофичка химнографска форма, најобемна и најсложена. За музичката активност на Светиот Климент дознаваме и од неговите житија. Тој ни се открива како музички педагог, композитор на духовни творби и преведувач на псалмоподобни напеви. Тој ги учел помладите на црковен ред и на псалмопение. Во својата поука за вознесението Христово Светиот Климент нагласува дека херувимската песна се пее едногласно, како прилог кон големото дело кое произлегло од перото на Светиот Климент Охридски. Повторно ќе се навратиме на неговите житија. Теофилакт сведочи дека Светиот Климент богато ја снабдил црквата со канони за пеење, при што едни од нив составил за многу светии, додека други, молитвени и благодарствени, составил во чест на сенепорочната Мајка Божја.
Хоматијан пак сведочи дека Охридскиот светец го напишал целото боговдахновено писание, пофални слова, житија на свети маченици и преподобни и свештени песни. Во својот манастир тој напишал најголем дел од своите творби. Изградил книжевна норма и напишал оригинална проповедничка и хагиографска литература, со што ги поставил основите на Охридскиот книжевен центар, кој го продолжил неговото просветно дело неколку векови по него. Бил педагог, плоден писател, родоначалник на црковнословенското беседништво и на словенската литература. За македонската и општословенската култура и просвета од огромна важност е просветителската и книжевна дејност на светиот Климент. Со од Бога даруван книжевен дар, тој им се приближил преку своите дела на најголемите отци на православната црква, како што се светиот Јован Златоуст, светиот Василий Велики, светиот Григорий Богослов и многу други. Затоа често бил и денес е споредуван со нив, а во црковните зборници и книги неговите дела се секогаш заедно со нивните. Силното влијание на Охридската книжевна школа се чувствувало со векови, не само во Македонија и кај другите јужнословенски народи, туку и во Русија. Неговото дело се расширило и надвор од македонските граници и добило се словенски карактер. Голем број на преписи од неговите дела преку Илија да кажуваат колку тие биле умилени и барани од црковните кругови. Со зборови се ге опатил народите кон верата Божија. Со делата си се Делата на овој светител биле прифатени во целиот православен словенски свет и ги поставиле основите на црковно-манастирските библиотеки. Благодарение на делото на свети Климент и свети Наум, во православните словенски земји црковнословенскиот јазик останал како заеднички јазик, се до создавањето на современите словенски јазици. Свети Климент и свети Наум биле просветители и учители. Но денешното значење на зборот просвета не се совпаѓа со она старословенското просвештение, односно просветлување кое значи апостолство и мисионерство. Освен просвештението со крштение преку црковни обреди и служби, просвештението со братолюбие преку живот според евангелскиот принцип и љубов, свети Климент се залагал и за просвештение со букви,
преку описменување си книги. Тој уште во 886-та ја започнал својата просветна дејност, настан со општо словенско значење, важен пресврт во духовниот живот на нашиот народ и почеток на нов период на нашата историја. Така Охрид станал најважен центар на словенската култура. Главна дејност на Свети Климент била просветлување на народот и неговото припојување кон Христа. Откако станал епископ, но и предходно па се до крајот на својото воземен живот, како вистински пастир и старец, тој целото свое време им го посветил на монасите, на својот народ и на книжевната дејност. Работел без починка и дење и ноќе. Во житието ќе прочитаме: со своето дело Климент го урна зидот на незнаењето, а во службата Охридската црква во која ти дојде како благ просветлена е од твоите молитви. Тој бил пастир, учител не само со зборови, туку и со целиот свој живот и дело. Зборот учител тука треба да го сватиме во евангелска смисла. Тој најмногу се залагал за просветување преку добродетели и евангелската заповед за љубов. Откако ја започнал својата дејност во Македонија, почнале да никнуваат цркви и манастири, кои се исполниле со монаси. Тој подигнал црковен кадар и идни проповедници на христијанството. Светите Климент и Наум несомнено се духовни заштитници на нашиот народ, наследници и спасители на големото дело на нивните и наши првоучители, светите Методий и Кирил. Очигледно е дека преку црковно-пастирската дејност ја изоделе трнлив пат, налик на Христовиот. Затоа на овие двајца светители голема чест им оддава и старата охридска црковна уметност, фрескописот и иконографијата. Свети Климент бил богослов, беседник, пастир, мисионер. Давал пример со својот живот, со добродетелите, службата, подвизите, творештвото. Личност скроена според Евангелието, подобна на Христа, охристовена, вистински проповедник на Христовата вера. Со добивањето на епископскиот чин примил апостолска служба на свештенослужење и проповед. Им го покажувал на луѓето патот на богопознанието и ја водел патствата на патот на спасението. Како што вели апостолот, на сите им станал се. Бил сострадалник на своите луѓе. Пример како целиот свој живот да му се посвети на Христа. Терминот учител во христијанството значи поучувач во верата, мисионер, проповедник. Бил трудолюбив, голем молитвеник и подвижник, вистински просветител. Тоа значи полнота на човековиот живот во Бога, каде што човекот во заедништво со Бога преку Светиот Дух се просветлува. Ова зборува за нивото на неговата духовна големина, степенот на неговиот духовен раст. Во православието нема просветлување без Светиот Дух. Благодарение на него Свети Климент го извршил целото свое дело. Светиот Дух е тој кој го преобразува човекот и го прави достоен за вакви дела. Оваа плодна црковно-просветителска и книжевна дејност представува темел на една долга црковна и книжевна традиција, која многу се распространила, а слава му на Бога трае и до ден денешен. Затоа достојно да му благодариме на Бога за дарот на вакви учители кои ги втемелија луѓето во православието. Кое место не се освети од твоите молитви, светителе? Која ли црква не се освети од твоите слова? На епископската должност тој останал 23 години. Во 916 година, 6 години по упокојувањето на Свети Наум, и тој ја предал својата душа во Божји раце. И по неговата смрт, Охридската книжевна школа го задржува доминантното место во развојот на македонската писменост. Свети Климент заедно со Свети Наум ги зацврстија темелите, односно го продолжија делото на оние кои пред нив ја создаваа и градеа македонската православна црква. И со право таа сега се нарекува Свети Климентова. Нивната плодна дејност на полето на црквата роди богати плодови, од кои ние и ден денес се храниме. Еве, и ние денес сме сведоци дека по нивните свети молитви во нашите манастири се продолжува нивното дело.
И да не заборавиме, сето ова ни е оставено во наследство кое треба достојно да го чуваме. Свети Климент е светител од општословенско значење, кој многу брзо по неговата смрт бил канонизиран. Неговата големина прекрасно ни ја доловува еден од неговите непознати ученици во службата составена веднаш по неговата смрт, во негов спомен. Очистувајќи си ги душата и телото и умот, блажен, имајќи на земјата ангелски живот, ти, блажен, придоби чест рамна на ангелите. Заедно со нив сега стоиш пред владетелот. Помоли се блажен за своето стадо. Tebe